Драги гледачи, добар ден, добродојдовте во 26-то издание на емисијата Тип 102. Секој сабота во 13 часот и 30 минути на програмата на Ирис телевизија емитуваме ова емисија во која што постојани наши гости се врвни еминентни спортисти кои со својот резултат, со своето мајсторство допринеле за нивна слава, слава на нивните екипи и на Македонија воопшто. На почетокот да кажам дека наш денешен ексклузивен гостин ќе биде Дарко Коцев, тренер на фудбалскиот клуб Плачковица од Радовиш, можеби еден од најмладите тренери во Македонија, меѓутоа за сега добро води, постигнува добри резултати со екипата на Плачковица и во текот на наредните минути ќе се сврнеме со него да продискутираме каде тоа беше во фудбалот Дарко Коцев и за секако на актуалните моменти со третолигашот Плачковица кој што настапува во третата фудбалска лига група Исток. Со него ќе имаме предлог, би рекол, на 10 екипи, со кои што заеднички ќе ги искомбинираме, ќе истипуваме, со што ќе продонесеме и до вас на некој начин да ве мотивираме да дојдете до успешни резултати, односно што повеќе податоци, секако финансиска корист да има од тоа. Во вториот дел на емисијата, тамо некаде околу 14 часот, ќе се вклучиме директно, ќе го вклучиме од Скопје Велибор Џаровски Џаро со неговите парови кои што ги секоја сабота нуди како освежување или како можна добита комбинација. За сега добро води, добро јоди на некој од нас, бидејќи може да се направат различни комбинации, важно е да има добивка во финишот на емисијата. Телефоните ги преостапуваме на вас на 612 313 612 314, повикувачки број за Штип 032. Да се јавувате и директно да давате точни резултати или било која прогноза за средбата. За денеска наш предлог е дерби над преворот, градско дерби во Манчестер, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Значи, можете и во текот на емисијата да се јавувате, меѓутоа пожелно е во финишот повеќе простор, можеби да се направиме муабет, а секако во оној продел повеќе да го застапиме нашиот денешен гостин кој што сигурно ќе има што да ви каже. Денес е во предвечерието на Великден, нека за многу години денот честити празници на сите македонци кои што ја следат програмата на Ирис телевизија овде во целиот југоисточен регион во Македонија, секако на iris.mk може да наследат и на секаде низ цел свет. Предлагам да одиме со џингл и веднаш потоа со нашиот денешен ексклузивен гостин Дарко Коцев. Се враќаме во студиото, уште една напомена дека од денеска еве да ги поздравам и гледачите во целиот југоисточен регион, бидејќи благодарејќи на одличната соработка со телевизија Кобра од Радовиш, успеавме да направиме контакт и од денеска до ова 26-то издание на нашата емисија Тип 102 може да наследат гледачите од Гевгелија, Дојран, Богданци, Струмица, Валандово, Радовиш, Штип, Кочени, Пробиштип, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берево и секако сите оние помали места во нивна околина. Значи, добродојдовте во оваа емисија. Јас ќе повторам дека денешен наш гостин ќе биде Дарко Коцев, фудбалски тренер на екипата на Плачковица од Радовиш. Во емисијата имаме катче кое што се нарекува Џаро Тип, некаде околу 14 часот ќе вклучиме и Џаровски. Инаку ексклузивен спонзор на емисијата, тоа е облажувалницата Вилхил, кое што еве благодарејќи на неа можеме да помогнеме во типувањето. Ова е најновото издание на билтенот, бесплатен билтен на облажувалницата Вилхил, во кој што може да ги најдете сите оние содржини и интересни за ваше типување, за ваша комбинација, да се надеваме ќе биде добитна. Во неја се содржат сите оние спортски основи на типувањето, почивајќи од најважната споредна работа на светот фудбалот, па се до на американска професионална кошаркарска НБА лига. Оно што е најинтересно и што секогаш го преферирам од овој билтен, секој има повеќе варијанти, убаво е да го земете билтена, да го разгледате и да се најдете добита комбинација. Но она што го привлекува вниманието е да со секој
Секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. Тикет со 6 надпревари следува бонус од 5%, 7 надпревари бонус од 10%, тикет со 8 надпревари бонус од 15%, тикет со 9 надпревари бонус од 20%, со 10 25%, тикет со 11 надпревари 30%, тикет со 12 надпревари 35% бонус, тикет со 13 надпревари бонус од 40%, тикет со 14 надпревари бонус од 45% и тикет со 15 надпревари следува бонус од 50%. Нека биде ова поздрав и до дечките и девојките кои што се на своите работни места во обложалниците на Вил Хил и нестрпливо ве очекуваат да дојдете со талон да уплатите и да се надевате на награди. Кога сме кај наградите, да кажам кои беа добитници во минатата емисија, кога наш ексклузивен гостин беше фудбалскиот голман Александар Алчинов, кој што живее во Кочани, инаку е родом од Гевгелија. Еве, да знаат ги величини дека и нивни човек имаше во оваа емисија. Значи, добитници од Вил Хил во минатото издание бе Александар Алчинов од Кочани, како гостин, еве, имаше и тој точен резултат и нема му следува награда, како што може да очекува и денешниот гости што ќе биде Дарко Коцев. Потоа Горан Наков од Штип, Шефки Салиов од Виница, Стојан Мицевски од Проби Штип и Сузана Павлова Штип. Сите овие можат еве и денес утре да се уплатат во обложалниците на Вил Хил и да уплатат талон во вредност од 50 денари, дар, подарок, награда од обложалниците на Вил Хил. Во соработка со Вил Хил изненадување, бидејќи се вклучува гледачи и од другите региони, го зголемуваме фондот на добивки. Јавувајте се на 612 313, 612 314, повикувачки број за Штипе 032. Од денес наградите се дуплираат. Следови за сите они, реков, од Гевгелија па се до Делчево. Тоа е накратко за содржината на емисијата. Сега одиме со мало ЕПП, пауза, поздрав кон нашите почитувани спонзори и веднаш потоа со нашиот гостин Дарко Коцев. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Бидете дел од ЕТЦ фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции Илкос ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско рибро за само 209 динари по повод најголемиот христијански празник Велингден на 7, 8 и 9 април. Интерактивна програма за најмладите, маскоти, промоции, дегустации и подароци. Илкос ви ги честита великденските празници. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка.
облужувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Дојде моментот да продолжиме емисијата со нашиот денешен гостин. Велам, добар ден, добре дојде на Дарко Коце. Добре дојде, благодарам на поканата. Воедно сакам да ги поздравам сите гледачи на телевизија Ирис и на сите христијани да го честитам големиот празник Великден. И на телевизија Кобра. И телевизија Кобра, која дали како што знаете да од денес официјално пренесува директно ова емисија од директен пренос. За многу ден нека е празникот, еве сме на великденско издание на емисијата и баш ми е посебно драго бидејќи доаѓа човек од нашата непосредна околина. Тренер на фудбалскиот клуб Плачковица од Радовиш, можеби јас реков во најавата еден од најмладите, но еве, иако си релативно млад, да проследиме твојата кариера, таков е карактерот на емисијата, да дознаат гледачите кој е Дарко Коце, каде бил и како тоа дојде до на вака млади години до тренерски позив или функција. Така. Значи, како што кажеште, релативно млад, 30 години. Мојата фудбалска кариера, значи, започна во младинските категории, младинската школа на ФК Плачковица, тогаш на ФК Јака. Значи, тогаш почна од најмалите во категории, петлиња, пионери, кадети, младенци, за да на 16 години имам позив, значи ме викнаа во екипа да се преслам по лигашот Македонија Ѓорче Петров во младинскиот тим. Таму во склоп на околности за многу брзо, за моја среќа, на 16 години ме префрлија во првата екипа, на тогаш прволигаш од Македонија Ѓорче Петров, и на 16 години, значи првото деби го направи во првата лига на надпреварот Силекс Македонија Ѓорче Петров, одма право во стартниот состав, така да во Ѓорче поминав добри години и пол. За моја несреќа, тогаш Македонија Ѓорче Петров нели испадна во втората лига. Од таму се пресели во Работнички, тогаш Работнички имаше силна младинска школа, младински тим, од цела Македонија собрани најдобрите, најквалитетните играчи во тоа време, така да таму продолжив мојата кариера во младинскиот тим на Работнички. Таму игравме за младинците, но секако дека тогаш тренер на првата екипа на Работнички беше Мирсет Јонус, повремено не зимаше и во првата екипа. Паралелно со тоа, во тој период станав активен редовен член на македонската репрезентација до 19 години, каде што учествувавме на Балканијада во Романија. Тогашен селектор не беше Баже Лазаревски. Таму во Балканијадата можеби една од најдобрите надпревари во мојата кариера ги постигнав. Значи, игравме во група со Романија, Македонија и Грција. За да биде задоволство поголема баш на грците и постигнав многу ефективен гол. Од таму, значи, од Работнички потоа наш младите, што бевме на влез на вратите на првата екипа, не отстапија на двојна, значи на двојна некој во Алумина, некој во Борец Велес. Јас со уште неколку играчи од младинскиот погон не отстапија во Алумина. Таму поминав втората лига, да, Работнички беше прва лига, Алумина беше втора лига. Таму поминав една година на позајмица. За моја несреќа тогаш Мирсет Јонус го сменија, дојде на кромилот на Работнички Ѓоре Јовановски. Нас од младите тогаш никој не повлече назад, уште една година во Алумина, така да тогаш ги завршив средно образование и се решив да се посветам малку повеќе на образованието, на мојата едукација, се запишав на факултет за физичка култура, каде што доста успешно за редовно 4 години го завршив факултетот. А прекина со фудбал? Не прекинав одма, значи имав некоја пауза од 6 месеци, тогаш пак се вратив во ФК Плачковица, тогаш пројавија некои амбиции за влез во втора лига, се вратив, играв една година за ФК Плачковица, дури тогаш ја прекинав мојата кариера. Значи, од кога се вратив во Плачковица, уште една сезона таму, за да во 2008-2009 го завршам овој факултет, се вратам во Радовиш и одма
од претседателот на клубот, кој ме веќе знаеше како фудбалер и кои карактеристики ги поседувам, да ми понуди да бидам тренер на 26 години на првата екипа. Кој е претседателот? Претседател на клубот е Ванчо Коцев. И се уште е тој претседател. Продолжи. Така да тогаш една и пол година бев тренер на првата екипа во третата лига, но клубот тогаш не беше добро организиран и финансиски и со фудбалер како со играчки кадар. Се откажав, сметав дека сум се уште многу млад, треба ми дополнително искуство, се посветив на младите категории, каде бев координатор на фудбалската школа на Плачковица, на преку 120 дечиња, работив 4 години како тренер на младинската категорија, во младинската категорија во Плачковица, за да се случи за мое големо задоволство и благодарение на општина Радовиш, да се случи една добра работа 2014 година, општината да влезе во фудбалскиот клуб и за после толку години, мислам дека Плачковица од 2001 е испадната од втората лига и во трета лига, после 14-15 години ФК Плачковица да има еден сериозен проект, повторно единствена цел да влезе во втора лига, да направиме еден добар концепт, со добар играчки кадар. Морам да кажам дека во Плачковица се вратија еминентни фудбалски имења, што се од Радовиш, што игра во други градови, други клубови. Тоа се Јовица Трајчев, кој беше и поранешен репрезентативец, ги минел повеќите добри клубови во Македонија, Јокшен Лиманов, Силекс, Работнички, Мартин Петров, 7 години поминати во Силекс, капитен на Силекс, Диме фудметалург, играчи кои се Глигор Николов, кој ги минал, и Дарко Милетиевич ги минал сите Вардарови школи, така да е еден добар тим со добра финансиска конструкција. Ова година сакаме, имаме и цел да бидеме први преку бараш надпрв да влеземе во толку посокуваната втора лига. Освен локалната самоуправа за која секоја чест еви бригадица е дете, да речеме, на локалната самоуправа, дали некој друг помага, тука е Бучим, дали имате соработка? Токму така, значи од ова сезона, значи генерален покровител и спонзор е општината, локалната самоуправа, благодарение на началникот Сашко Николов и претседател на советот Никола Миловски. Како друг спонзор, втор по спонзор ни се јавува рудникот Бучим, исто така голема благодарност до нив и помали спонзори кои се јавуваат исто така и помагат, јас како тренер не ги знам сите, али за ручек, за патување, така, некои основни работи помали во времето, но сепак се значајни, помагаат, така да мислам дека сме добро концепирани финансиски и со секои ресурси добро стоиме во клубот, така да мислам дека ова ни е шанса да и Радовиш заслужува да гледаме второлигашки фудбал. Дарко, ти си релативно млад, меѓутоа ги знаеш по старите. Може да ни посетиш некој од старата гарда на играчи на Плачковица, кои што, да речеме, играле во втора лига, некогаш беше и во прва лига, јак беше и регионот тука, ако земеме Беласица, Плачковица, Тиверија, Брегалница, Делчево, Осогово, се са тоа респектабилни екипи, да се подсетиме на некој див. Неблагодарно е да можеби ќе забравиме некој, меѓутоа јас се сеќавам дали Чапов имаше некој од мојата генерација, меѓутоа веќе меморијата ме издава, па во некој од следните емисии, бидејќи еве благодарејќи на соработката со телевизија Кобра, може да повикаме некој од нив. Токму така. Значи јас сум релативно млад и некои постари може и ќе ги заборавам, има значајни придонес дадено за клубот. Јас како фудбалска легенда тука би го напоменал прво Тркалинов Ѓорги, познат како Галич. Значи он е радовишки, синоним за радовишкиот фудбал во Радовиш. Значи има настапувано во многу клубови, во странство, значи потоа би го напоменал Љупчо Чаракчиев, кој настапуваше за моје задоволство заедно бевме во Македонија, Ѓорче Петров, значи во прва лига, потоа Чапов, Форев, Кушовски, од помладите тука се Николов, Баѓе, значи тие има оставено доста белег за фудбалскиот клуб Плачковица. За Плачковица некој настапува голманот Ѓорги Стојков, кој беше на Бергалница, потоа Катаров, Едеклерски, а сега во екипата имаш повторно 20 Штипјани. Токму така, значи од ова полусезона, во вториот дел од ова надпреварувачка сезона во третата лига Исток,
имаме двајца од Штип на наше задоволство, значи тоа се Иван Варадиновски и Мартин Алексов, значи кој ни дојде сега на полусезоната како заселување и се надеваме дека до сега се прикажува добро светло и мислам дека ќе ни помогнат доста во остварањето на целта. Предлагам на режијата имаме некои слики да ги погледаме, да ги коментираме, бидејќи јас заедно со екипа Штипјани спортски работници присуствуваме на средбата во Свети Николе, Овчеполе, Плачевица. Ова се срти, вие направивте една екскурзија, експедиција ваша во Швајцарија. Ајде да се подсетиме кога беше ова, каде беше и по кој повод? Токму така, значи на повик на наши иселеници тука од Македонија, поточно од Радовишкиот, Струмичкиот, Штипскиот регион, добивме покана да општина Радовиш заедно со фудбалскиот клуб Плачковица бидеме гости нивни во Берн, Швајцарија, каде ќе одиграме еден надпрв со тамошната екипа ФК Македонија Берн од Швајцарија. Екипата е составена од македонци што се иселени таму, али лично за мене ова беше едно големо искуство, една голема позитивна работа како за тимот, за стварањето на тим. Така да општина Радовиш заедно со клубот го прифати овој предизвик и бевме пред 2 недели бевме гости во Берн. Така да имавме и тренинг, имавме можност да запознаеме покрај тоа што е фудбалското со културата, начинот живење на Швајцарија, сите можности што ги нуди Швајцарија. Имавме тренинг, изигравме пријателски натпори со Македонија Берн, победивме со 4-1, али резултатот беше во заден план, така да искуството, запознавањето на Швајцарија како земја и сите тие работи беше дополнителен мотив на сериозноста и нели да ја покажеме нашата сериозност на тимот што го поседуваме. Исто така на враќање од Швајцарија го посетивме стадионот нели Сан Сиро или Джузепе Меаца на Милан. Еден стадион на екипи со две имена. Така. Тоа беше исто така на голема радост за нашите играчи, некои поголемиот дел прв пат го видовме тоа. Како фудбалски тима да посетиш такви арени, секако е задоволство. Така да целокупно можам да кажам дека беше една убава приказна. Можеби патот беше малку изморувачки, но сето тоа се заборава кога ќе се заокружи импресиите, мислам дека беше подобро за нашата екипа. Импресиите се тие со зборови не се опишува, меѓутоа чисто ме интересира како е чувството на тие наши македонци. Каде ве примеа, дали како овие експедиции вообичаени во домашна атмосфера или бевте во хотел? Не, напротив, и тоа си даде своје убавина. Мартини, да. Така да, и тоа си даде своја убавина, значи таму бевме примани во нивните домови. Значи сите од нас бевме примани по домовите на нашите иселеници, буквално не примани како своји. Значи таму за условите швајцарски, значи бевме примани во добри услови, во нивни домови, бевме пречекани топло, така да. Вечера со домаќините, овие играчи или тренери, баш тие дели што се дело од руководството. Значи на теренот противници меѓутоа. Така, дружбата беше пред се и сега на моје задоволство после враќањето веќе имаме одиграни 2 надпревари после враќањето на Швајцарија. Редовно ни пишуваат, редовно ни се јавуваат, се наши веќе големи поддржувачи на нашиот проект што го имаме оцртано, така да мислам дека се на се добро се случи со Швајцарија. Интересираме за името на клубот е фудбалски клуб Македонија. Да. Дали се македонци или има некој и од околината тука со седите? Значи, ајде да кажам, ама 80% се сите македонци, поточно од овој регион, источниот регион тука. Имаше по моје сеќавање еден албанец, 2 срби и така, некаде, али да има комбинација, али управниот одбор и раководството е целокупно од Македонија, од овој регион. Сигурно настапуваат во некои од тие регионални лиги таму на Швајцарија. Не преваруваат по моје знаење, мислам дека во 4-та лига во Швајцарија. Како да се работи? Рече дека има и селеници, некои спомнувавте некои како председател или Тоа како председателот на ФК Македонија Берн е по потекло од Радовишко село, по лично познавање со луѓе, поточно со градоначалникот, со председател на советот од општината, дошло до тоа понуда. На нив ова е втора година поред, лани имале едно слично искуство со некоја екипа од Струмица ФК Огражден, па они сакале како традиција ова да биде секоја година различно, па ова година за наше задоволство не поканија нашата општина и нашиот фудбалски клуб. Патувавте со
со автобус, организиран автобус, значи така со. Се во секој случај убави пријатни спомени со наши македонци кои што еве на ним чувството им подобро бидејќи им доваѓаат своји браќа, така, да се изразам, на гости, што е за нив носталгично и убаво чувство после толку време да продумаат, да прозборат на наши. Имаме телефон да видиме, ќе ми простиш таков карактер. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете? Ајде зато Кец 0 Малечков Ристо. Ристо Малечков. Кец 0 двознак. Благодарам, Ристо, поздрав со среќа. Еве тој е карактер од емисијата. Значи, експедицијата на Пачквица беше, отиде, виде, победи, дојде. Во средата одигравте при воредно коло, одложениот надпревар против Овче поле. Бехме, гледавме, има некои моменти, реше, ако може да ги погледаме и тие снимки, ако е подготвено во режијата, од надпреварот со Крупиште и од Свети Николе. Како беше во Свети Николе, бидејќи мора да кажам дека гледајќи го тој надпревар, Овче поле Плачковица, надпревар помеѓу две екипи респектабилни, некогаш игра во првата македонска фудбалска лига, дојдов до сознание дека доста квалитетно се одигра и што е најбитно, трибината една единствена беше полна, преполна, чак што више со спортски луѓе, работници кои дојдоа дури од Скопје. Го видовме и Статов, видовме други некои, сега ќе ми простат, не можам сите да ги споменам, судиски фаци, фудбалски работници кои што едноставно беа воодушевени. Надпревар заврши 4-1 победа, меѓутоа збор за тој амбиент и дали очекувавте такво нешто? Значи очекував такво нешто. Значи пошто знаеме дека и знаеме дека Овче поле има доста солидна екипа. Првата полусезона кај нас игравме 3-1, али се покажа дека имаат квалитетен тим, затоа у ниеден момент не ги потценивме, туку напротив се спремавме доста и психолошки и со тренизи за тој меч, така да како да кажем, за нас секој надпревар значи се квалификацијски, немаме право на кикс, така да важноста на тој надпревар беше голема, пошто претходно коло, нашата утакмица беше одложена, Беласица кој не е конкурент за освојено на првото место во нашата лига, веќе ги имаше освоено 3 бола, така да она е со бодовна разлика 2 пред нас, со претходната победа веќе беше 5 пред нас, не смеевме и психолошки имавме товар да не мора да се победи. Играчите, мора да ги пофалам дека можеби го изигра еден од најдобрите надпревари во ова сезона, така да изигра сите како еден, победнички, и на резултатот на крајот се виде, така да се победа 4-1. Публика, морам да кажам дека ова сезона, третата лига Исток, мислам дека како никогаш повеќе не била квалитетна. Кај нас третата лига Исток се натпреварува воглавно градови, значи Струмица, Радови, Шкочани, Штип, Саса, Делчево, така да градски екипи да со квалитет поседуваат добар. И третата лига, мислам дека како никогаш до сега не била интересна. И за освојување на првото место, но и за опстанок доле ќе биде доста интересно. Во овој спортски викенд на програмата е Велиденското 14-то коло. Се развлекува 3 дена. Вчера имаше два надпревари. Да. Не знам резултатите, може би ги знаеш. ФК Баби со ФК Слога Виница 1-3, другата не знам која беше. Да. Не можам да се сетам и другата. А денеска има еден надпревар и тоа токму во Свети Николе, што не засега резултат. Што директно зависи за вашата однос. 2 бола е разликата. 2 бола е разликата, значи ние утре гостуваме во Тиверија. Ќе спомнеме за утре, за денес. За денес исто така како што очекувавме, ние исто, нели, минатата среда тежок надпревар, очекувам дека Беласица денеска исто така ќе има тврд противник спротив нив, така да, нели, сега може не е благодарно да кажем, али јас ќе сакаме победа или најмалку на Овче поле, така да од овде кидам, ќе ја гледам, ќе ја проследам тој надпревар и очекувам да биде тежок и се надеваме дека Овче поле ќе издвојува најмалку барем нерешено, да. А тука не сакате да гледате Бергалица Пелиста, не? Да ви кажам, повеќе сум тагиран таму, така да тоа ние сакам да гледам и Беласица, како наш иден противник, и
од значењето на преворот да видиме како ќе се одвива. Таму некаде во финишот Белашца доаѓа во Радовиш, така? 10-то коло, предпоследно коло, значи дербито ќе биде, да се надеваме дека во Радовиш. Сега не да се надеваме, нека сигурно ќе играте утре со Тиверија и тука има некој прослава, славе, дозав дали нов стадион или што ќе се случува? Така, значи поради велигденските празници, некој на требаш игра петок, некој сабота, некој нашиот недела. Ние сакавме да биде сабота, за да недела биде слободен ден, но ни известија домакините дека денес се отвора новиот стадион, кој што е Вештачка трева, одма до градскиот стадион. Да. Мислам дека УЕФА там преку ФФМ е изграден тој стадион. Агенцијата за млади спорт. Да, во координација со Агенција за млади спорт, ФФМ и локалната самоуправа Стромица, мислам дека е веќе готов. Денес има свечено пуштање и на наше задоволство утре ќе на преворот ќе го изиграме на тој стадион. Прв официјален надпрво на тој стадион, значи Тиверија Плачковица. Па да ви кажам, за екипа добра, сметам дека условите стадионот се многу важни. Тој стадион е со Вештачка трева, мислам дека таму ќе можеме да развиваме игра така како што најдобро знаеме, нема да не биде пречка и се надевам на добар фудбал, така како што ние најдобро знаеме утре да изиграме таму во Тиверија. За добри играчи, спремни играчи, секој терен е ист, дали е неравен, дали е рамен, дали е со вештачки, дали е со природна трева, важно да се имат основните податоци. Ќе се навратиме на актуелните моменти, меѓутоа предлагам сега да одиме, веќе не гази времето, со оние парови кои што се предлог твој и да ја молесиме на гледачите. Еве, ако подготвено во режијата, еве го, првиот на првојски пар, Борусија Мехеглава, Борусија Дортмунд. Значи, Борусија Мехеглава, Борусија Дортмунд, мој тип е гол 3+. Очекувам значи да има отворен фудбал кој ќе провладува со голови. Борусија Дортмунд знаеме кој квалитет го има. Борусија Мехеглава треба да игра растеретено. Очекувам голови на овој надпревар, така да голови на двете страни, гол и 3+. Да. Втор пар Мајнц Бајер Леверкузен. Мајнц Бајер Леверкузен, тука би типувал двојка, победа на гостинскиот тим. Бајер Леверкузен доколку сака да игра Европа, не би требало да киксира, така да тука би типувал двојка. Ми се чини дека во Мајнц и Новевски веќе на залезот на кариерата има најави дека може би ова ќе му биде последна сезона, бидејќи полна децена, скоро 10-11 години, не само што играш, туку беше и капитан на оваа екипа. И кога испадна во втората лига, тој остана доследен и играше во втората лига. На големите играчи, да. Трета двојка Тотенхем Астон Вила, англиска премиер лига. Тотенхем Астон Вила, тука традицијата, значи кажува дека Тотенхем е доминантен, уште 2012 сите овие дуели ги добива Тотенхем со Астон Вила, така да мој тип е тука да биде чиста единица. Четврта двојка Квинс Парк Рейнџерс Челси. И овде, значи мој тип е гол. КПР има доста квалитетен состав според мене. Челси знаеме го кој е тренер ги сите тие работи за што се бори. Очекувам отворен фудбал. КПР дома не игра затворена варијанта, мислам дека ќе излезе да се надигрува со Челси. Челси секако дека оде на победа, мислам дека ќе има голови на двете страни. Пета двојка Шпанска премиера дивизија Севилја Барселона, интересна двојка. Севилја Барселона, според мене Севилја во последно време од 5 утакмици мислам дека има 4 победи, игра доста добро оваа сезона. Барселона се игра стандард, квалитетно, моментално се на прва позиција. Очекувам добар и отворен фудбал, мој тип е гол 3+. Севилја Барселона гол 3+. Шеста двојка Малага Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид ја респектирам како тим. Значи играат сериозно, играат крајно мотивирано против било кој, така да за мене Атлетико Мадрид во овој тим на овој надпревар е фаворит и за мене овде би типувал двојка. Седма двојка, седма надпреварски пар Сент-Етиен Нант. Тука би дал одма предност на домакинот, Сент-Етиен единица, значи Нант нема што да бара, мислам дека тука Сент-Етиен е подобриот тим, мислам дека има шанси за Европа, така да чискат. Осма надпреварувача двојка Бордо Олимпик Марсеј. Па за разлика од другите утакмици, овде очекувам да биде тврдо,
тешка утакмица, така да мој тип е тука да биде од 0 до 2 голови, да нема многу голови, тешка утакмица, да. Италијанска калчо лига, 9-та двојка, Торино, Рома. Торино, Рома, би дал предност на Рома, би типувал двојка, значи Рома доколку сака да игра Европа, мора да денес победи, растеретени се, испаднати се од куповите, така да и останува овде домашното првенство, мислам дека Рома денес би ќе победи, мислам во овој напред ќе победи двојка. Да. И последниот пар, Милан Самдорија. Милан игра за мене разочарувачки ова сезона, но доколку сака да излезе Европа, мора да ги елиминира своите противници. Значи и Самдорија исто така е со тие амбиции. Во овој меѓусебен дуел, очекувам победа на Милан и би типувал единица. Од овие надпреварувачки екипи, дали има некоја твоја симпатија за кого навиваш? Јас моја екипа е Реал Мадрид, втора екипа е Манчестер Юнайтед. Ке мене Хајдук. Хајдук. Стар, бивши Југослав. И сега оној надпревар кој што е тема, дилема и за нашите гледачи, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Твоја прогноза, гледам единица. Како што спомнав претходно, малку Зато предверувам. така. Која е симпатија? Значи, навивачки, градско дерби, знаеме кој е значењето на градското дерби. Навивачки би играл единица, но поголема ми е веројатноста за тоа бидејќи и Сити игра многу променливо, претходно коло со Барли, мислам дека киксираше, така да и Манчестер некој знае што сјаен, али навивачки верувам дека денес ова градски дерби Манчестер Юнайтед ќе издвојува поево. Инако мора да признаеме дека ваквите надпревари се вистински празник, спектакл, за уживање, така. Знаат да го направат англичаните тоа. Тоа е за крај, сосема за крај, што Дарко Коцев ки вети на навивачите на армијата љубители на фудбалот на Плачковица во Радовиш. Дали ќе успееме Плачковица веќе следната година да видиме не да чука, него да игра во втората фудбалска лига на Македонија. Така, да ви кажам, значи со овој проект, со овој сериозно, со овој концепт што го остваривме со ФК Плачковица, веќе ја вративме публиката на стадион, веќе имаме доста посетеност на нашиот стадион, така да на нашите верни навивачи, нашите љубители на нашиот клуб и гарантираме дека нашиот клуб ќе се бори до последниот атом за да остварање на целта. Тој ќе изобилува со еден добар, организиран и квалитетен фудбал и се надеваме дека на крај ќе издвојуваме на голема победа, тоа остварување на првото место и преку бараж надпревар да конечно Радовиш добие второлигаш на задоволство на целата околина. Да слушаме, имаме гледач. Ало, добар ден. Горан Наков на телефон. Горан Наков, добитник од бината емисија на награда. Така е. Горан Наков. Јас типувам гол. Гол. Да. Благодарам, Горан, поздрав и со среќа. Дарко, тоа е се од мене, јас ти благодарам, еве се одзва на поканата, имаше некои недоумици, турнијата во Швајцарија, па во ред до коло, па не сакав да го реметам јавниот ред и мир на ФК Плачковица. Мило ми е што дојде, еве и гледачите во Радовиш, во целиот југоисточен регион да се запознаат со условите на фудбал во Радовиш, па во некои од следните настани фудбалски, еве, дај Боже да бидете прво место, те поканувам повторно да бидеш гост. Јас ти благодарам. Ви благодарам и на вас и ве поканувам во Радовиш да проследите еден од нашите надпревари. Со задоволство, јас кога бев во Свети коли ќе дојдеме, само да проследиме уши гледач. Ало, добар ден. Ден. Дарко Николов на телефон. Дарко Николов од Штип. Да. Прогноза? 4-3+. Како? 4-3+. Кет си 3+. Благодарам, поздрав, со среќа, одиме со втората линија. Ало? Стишете го телевизорот, бидејќи... Да, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Среќни празници. Благодарам. Исто на вас. Шефки Салиев од Виница. Шефки Салиев од Виница. Да. Благодарам, Шефки, на поздравите на забавување на крај празникот. Да, од 1 до 4 гола. 1 до 4 гола. Шефки Салиев само да бе, да. Во минатата емисија немаше среќа. Немате надоби. Меѓутоа нека ти е со среќа сега. Имаме уште еден гледач. Благодарам, поздрав Шефки, поздрав до тебе и до Виница.
Нов гледач, ало? Ало, добар ден. Добър ден. Повелете? Сузана Павлова е тука. Сузана Павлова и тая добитници од минатата емисија, така? Па, од 1 до 4 гола. Стандардна комбинација. Благодарам, поздрав, со среќа. Предлагам тука некаде да застанеме. Имам уште еден гледач, да го сослушаме, да не чека. Добар ден, да ве питам само нешто. Повелете? Дали Дарко Коцев уште во студиото? Да, до мене е Дарко. Повелете, кажете. Дај да го чуем малку, сакам со него да радош се во мене. Вашето име и презиме ќе молам? Мите Панев. Мите Панев. Да. Повели, еве го Дарко. Ало? Да, Мите, повели. Добар ден. Добар ден. Поздрав до телевизија Ирис. Поздрав до вас, Дарко. Благодарам. Прво да ги честитам великденски празници. И баш ми мило и драго што убаво кажа и сега те питам дека ај надејам се дека Плачковци ќе влезе во втората лига. Ја имам голема верба во вас. Еден од најдобрите тренери до сега што го имала, однос ФК Плачковци што го имала. Иако не е тоа за пофалби, него тоа жива реално што можам да го докажам. Значи не го фанам сега Дарко или како тренер. Тоа е најголемите стручњаци во Радош до сега што е постојал во фудбалскиот клуб Плачковци. Така да само накратко сега да го поздравам, бидејќи многу добро се познаваме и добро си живееме. И посакувам голем успех во понатамошната кариера, во самата работа. Поздрав до него, поздрав до телевизијата и посакувам среќни великденски празници и се најубаво слушаме да се гледаме за добро. Благодарам. Од каде се јавувате само да... Од Радовиш се јавуваме. Панев, како беше? Мите Панев. Мите Панев. Благодарам, Мите, поздрав со среќни и среќни празници. Благодарам, Мите, поздрав и до тебе. Убаво е вака што ни се јави Радовишанец во самот финиш на разговорот. Дали имаме друг гледач режија? Да, добар ден, повелете. Добар ден. Да, повелете вашите име и презиме. Тодоров Слободан. Слободан Тодоров, од каде се јавува? Од Кочери. Кочери, повелете, Слободане. Чис. Кец. Да. Благодарам, поздрав и со среќа. Еви од Кочери, значи еден убав мозек, убаво да не се јави некој од југоисточниот дел, меѓутоа прво издание на емисијата ќе се добие сигнал. Уште еден гледач ќе ми прости сега Дарко. Ало, добар ден, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, убав ден за водителот. Благодарам, поздрав. Кој е на телефон? Среќни празници, какви се. Благодарам исто и на вас. Благодарам. Стојане Пробиши, Мицевски. Стојан Мицевски, добитник од минатата емисија на награда. Да. Мицевски Од Пробишти. 1 до 4 гола. Манчестер. 1 до 4 гола. Благодарам, поздрав и среќни празници. Поздрав. Пробиштип. Дали има друг гледач? Имаме уште еден гледач. Се взештија телефоните. Добар ден, повелете вашето име, презиме и прогноза. Кацарев Кирил од Радовиш, гледач. Кирил. Сакам да за прогноза Реал Мадрид. Имаме Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити денес. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити. Да. Добро. Гол 4+. Гол 4+. Благодарам, поздрав и со среќа. Еви Радовишани се вклучи благодарики на телевизија Кобра. Предлагам, реше дали имаме друг гледач? Не. Одиме со джингл, одиме со почит, поздрав кон нашите спонзори и веднаш го бараме Велибор Џаровски Џаро со неговите дојави, најави и со неговите типувања. Уште еднаш благодарност на Дарко, се гледаме во прва следна прилика и дај Боже да ја видиме кој ќе биде второлигаш. Така, благодарам на вас. Ајде. Одиме со ЕПП. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија.
Биде за дело етет со фамилијата. Секој прв викенд во месецот најсреќниот купувач вредноста на сметката ја добива гратис. Оваа недела, покрај редовните акции Илкоз ви нуди и екстремно ниски цени на свежа свинска кременадла за 199 динари и свежо свинско ребро за само 209 динари по повод најголемиот христијански празник Велингден на 7, 8 и 9 април. Интерактивна програма за најмладите, маскоти, промоции, дегустации и подароци. Илкос ви ги честита великденските празници. Спортисимо, вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Продолжуваме со емисијата Тип 102. Поздрав до гледачите на Ирис телевизија, на телевизија Кобра. Поздрав до сите оние во југоисточниот регион од Гевгелија па се до Делчево. Следува капчето Џаро Тип во кое очекуваме јавување на Велибор Џаровски. Џаро, ако е на линија, велам добар ден Џаровски. Значи сега не сме само исток, сега сме и југ, така? И југ и исток, да. Од Гевгелија преку Дојран, Богданци. Значи сите не гледаат сега. Сите не гледаат, да, Џаровски. Па вака, сега имаме време да играме убаво фино, 4 фудбала и 1 ракомет. Ракометот е навијачки малку Вардар. Тешка утакмица, меѓутоа јас сум за Вардар, и да не забораваме да почетам, имате време уште 4 сата. Пред неколку години Металург со Атман, со Наумке Мојсовски, со Лугинец, со Станиц и со Виркуловски 4 пати изгуби у рок од година дена од Кијоте. Значи Кијоте не е наивен противник. Меѓутоа, за фудбал да почнеме. Мислам дека овој пат спонзорот на мојата емисија Зегин, кој малку знае фудбал, сепак рече Илчо Захариев ке те, па они се пријатели со Илчо Захариев, дугогодишни деценески пријатели, значи првиот тип е Брегалница, Пелисер Кес. После идеме на Бенфика, Кец, Спарта Прага, Кец, Киелце Висе, рекол Кец, и нека биде Днипро Металист во Украина Кец. Тие Металист се пола војска, пола нема да играат, тоа се моите типови за денеска, иначе со Зегин цели имав разговор. Концертот на Зегин и негови звездите на Зегин ќе оправиме у јуни у Штип. Главната звезда се знае кој ќе биде, Здравко Чолич ќе биде, бидејќи Зегин му беше спонзор и у Белград во арена, пред 40.000 души на двата концерта. Деталите се зависат од Макс Фест кој ќе биде. Значи бидете спремни, најголемата балканска звезда ќе дојде, со помош на Зегин и Илчо Захариев, а вие одиграте и овие типови. Ја пред 6-7 месеца рекол Брегалница нема да испадне. Многу луѓе се смејава за тоа. Меѓутоа денес како добија, нека се смејат уште поише, али овој пат задост нека се смејат. Бидејќи денес како добија нема испаѓање. Џаро, уште едно само... Тоа се моите типови за денеска. Поздрав од мене и од Зегин, не само до источна, него и до западна Македонија.
односно до Јужна Македонија. Благодарам, Џаро, само уште подсетување за концертот во јуни или во јули? Зависи од Макфест кога, не, јули никако, јули не. Јуни, значи, Јули се да. на одмор луѓето. Значи, после Јуни, Макфест. што вика Хрватите у 6-том месецу. Добре. Џаровски, ако е тоа се, јас ти благодарам, здраве, па да се видиме во Штип на Пастрамалија. Ќе се видиме на Пастрамалија, обавезно. И Зегин изрази желба да се видиме, да дојдеме. Благодарам за многу години Поздрав. празникот, честит Великден. Честит празник, честит Великден за сите гледачи на ИВИС во Источна и во Јужна Македонија. Нека е сретно. Поздрав. Поздрав, со среќа. Еве да ги повториме оние парови кои што се на предлог на Џаровски во неговото катче во емисијата тип 102 Џаро тип. Брегалница Пелистер тип 1. Бенфика Академика тип 1. Спарта Прага Славија Прага тип 1. Вардар Киелце Ракоме тип 1 и Днипро Металист тип 1. Значи тоа е прогнозата од Велибор Џаровски Џаро, неговото катче. Сега предлагам да одиме со гледачи, дали имаме некого на линија. Добар ден. Ало? Поведете. Добар ден. Да. Да ти буе, може? Да, вашето име и презиме, бидејќи таков е карактерот на емисијата. Маријан Митков од Штип. Маријан Митков. Да. Митков Штип, прогноза? Двојка. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, двојка. Да. Благодарам, Маријан, поздрав и со среќа. Инаку, дали имаме друг гледач на другата линија? Ако не, имаме Телоп со последните надпревари на ова градско дерби. Добар ден, ало, се исклучи гледачот. Ако е подготвен Телопот, да ги видиме доста меѓусебни надпревари, почувајќи тамо некаде од 2000-та година, тоа е тука некаде Манчестер Сити, Манчестер 0-1. Манчестер Юнайтед како домаќин 1-1. Манчестер Сити домаќин 3-1. Манчестер, дали има гледач? Нема гледач. Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити 4-2, тука победа на Сити 4-1. Юнайтед 0-0, Сити домаќин 0-2. Юнайтед домаќин 1-1, Сити домаќин 3-1. Юнайтед домаќин 3-1. Сити домаќин Манчестер Юнайтед 0-1. Домаќин условно, бидејќи тие се од исти град, меѓутоа мора, еве таков е карактерот, значи ќе го условаме како домаќини. Сити Юнайтед 1-0. Одиме со 2008. Юнайтед Сити 1-2. Сити Юнайтед 0-1. Юнайтед победа 2-0. Юнайтед победа 4-3. Сити победа 2-1. Юнайтед победа 3-1. Манчестер Сити пораз 0-1. Сити повторно домаќин пораз 2-3. Юнайтед Сити 1-6. Тоа ќе кажем нешто повеќе за шеста најдобри надпревари меѓу овие две екипи. Сити Юнайтед 2-3, Сити Манчестер Юнайтед 1-0, Сити пораз 2-3, Манчестер Юнайтед Сити 1-2, Сити Юнайтед 4-1, Юнайтед Сити 0-3 и Сити Юнайтед 1-0. Тоа се оние резултати, реков, од 2000 година па нааму. Инаку, за ваше подсетување, еве кои се најдобрите 6 надпревари помеѓу овие две екипа. Ако имаме гледач, може да го вклучиме режија, немаме гледач. Значи, во март 2014 Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити 0-3. Ова е последниот нивни меч на Олд Трафорд кој помина во доминација на Сити. Четата на Дейвид Мојс одигра толку слабо што беше измечување за навивачите во црвено. Един Джек уште во првата минута донесе водство за Сити, а на почетокот на второто полувреме истиот игра с големи на 2-0. Юнайтед Сити 1-6 го имаше на Телопот овој резултат, тоа од октомври 2011 година. Овој меч долго ќе го паметат навивачите на Сити. Граѓаните под раководство на Роберто Манчини го понижија градскиот ривал со 6-7, што е најтежок пораз за црвените ѓаволи на домашен терен по февруари 1955 година. Бранителот на титулата беше немилосреден кон соседот, а мечот ќе остане запоменет и по реакцијата на Марио Балотели, откако постигна водече гол за Сити. Италијанецот го крена дресот и ја покажа фамозната мајичка со надпис "Зошто секогаш јас?".
До 90-та минута резултатот беше 3-1 за Сити, а во судиското на дополнување падна дури 3 голи на семафорот, свет на 6-1 победа на граѓаните, односно на Сити. Потоа третиот најдобар надпревар, Юнайтед Сити 2-1, февруари 2011-та. Погодокот на Нани му донесе предност на Юнайтед. Давид Силва го иземна резултатот на почетокот на второто полувреме. Меѓутоа само неколку минути Вејо Руни го крена Олд Трафорд на нозе. Не поради тоа што донесе предност на Юнайтед, туку поради фантастичниот погодок. Нани нафрля Руни со ножички, го погоди голот на Харт. Тогашниот менаџер на Юнайтед Алекс Фергусон рече дека тоа е најдобри гол што го видел во кариерата како менаџер на Манчестер Юнайтед, а бога ми беше 25-6 години менаџер. Рече, дали имаме гледач? Нема гледач. Четвртиот по вредност надпревар, Юнайтед Сити 4-3, одиграл во септември 2009 година. Двата ривали се сретнаа во шестото коло и тоа беше првото враќање на Карлос Тевес на Олд Трафорд по трансферот од Юнайтед во Сити. Мечот имаше драматичен тек и драматичен финиш. Юнайтед 3 пати победуваше, а Сити го стигнуваше резултатот. Граѓаните задачи на 3-3 во 90-та минута и се чинеше дека двете екипи ќе освојат по еден бод. Но такво нешто не дозволи Майкл Овен, кој добро се снајде покрај одбраната на граѓаните и ја затресе мрежата на Харт, со што донесе победа на црвените ѓаволи со 4-3. Юнайтед Сити 1-1 април 2001 и шестиот по вредност надпревар, ајде за него да кажеме некој збор, Юнайтед Сити 5-0, ноември 1994 година. Црвените ѓаволи го демолираа соседот носени на крилата на рускиот интернационалец Андреј Канчелскис. Иако е крилен напаѓач, Канчелскис заокружи хет-трик на тој надпревар, а во листата на стрелци се запише уште Ерик Кантона и Марк Хјус. Русинот беше најдобар стрелец на Манчестер Юнайтед во таа сезона, но неговата екипа заврши на втората позиција на табелата во Премиер лигата со 2 поени помалку од, замислите, тогаш 94-та Блекбурн бил шампион. Сити заврши на 17-то место од 22 екипи. Дали имаме гледач, режија? Ако нема гледач, тука некаде да го... Дали имаме гледач? Нема. Тука некаде да го заокружиме и ова денешно 26-то издание на емисијата Тип 102. Поздрав! Уште еве табелата да ја видиме. Значи, Челси е на чело на табелата во пресетно ова дерби, 70 бодови, Арсенал е втор со 63, Манчестер Юнайтед е трет со 62. Четврто место Манчестер Сити 61, значи во утрешниот дуел кој ќе победи, тој ќе биде погоре на летвичката на табелата. Пето место Ливерпул 54, исто толку на шестото Тотенхем, но нешто послаба го разлика. Седмо место Саутемптон 53, Свонси 8 46, 9 Вестхем 42. Во борбата за опстанок КПР 26, исто толку Барли на 19-тото, последно 20 место екипата на Лечестер или Лестер 22, 20 место 22 бода. Тука некаде е крајот и на денешното издание на емисијата Тип 102. Стандарден термин на емисијата секој сабота во 13 часот и 30 минути. Мило ми е што денес другаруваме со гледачите на Ирис телевизија од Штип и на телевизија Кобра од Радовиш. Преку нашиот сигнал можете да нагледате во Гевгелија, Дојрам, Богданци, Валандово, Струмица, Радовиш, Штип, Кочени, Провиштип, Виница, Македонска Каменица, Делчево, Берово и сите оние помали места во овој југоисточен регион. Благодарам на временијата, бидејќи вие активно учествувате со ваши јавување, со ваша прогноза во активно реализирање на емисијата Тип 102. Се гледаме следната сабота со некој нов интересен спортски лик, можеби точно од некој од југоисточните градови. Поздрав од мене, Драје Герасимов, Пушка, и од дечките кои што мина прекрасно друштво со мене и со денешниот гостин Дарко Коцев, тренер на фудбалски клуб Плачковица од Радовиш. Тоа се Трајче Андонов, Горан Христовски, Трајче Малинов, Виктор Михайловски, Дарко Донев, Теодор Косекатов, Горан Тодоров. Останете со здравје, уживете во програмата на Ирис телевизија. Честит вековит велик ден, а Ерлија денот, срекни празници, пријатно. Athlete.